Почитувани, СДСМ подготвува изборен грабеж на предстојните избори. Отворено се сомневаме дека Зоран Заев и криминалниот картел повторно имаат намера да ја изиграат народната волја со истите методи кои ги применија и на последниот изборен процес, односно на референдумот. Отворено се сомневаме дека ќе има повици за подкуп на гласачи, групно гласање и полнење на кутиите, што резултираше со уривање на Гинисови рекорди кога во одреден период на денот на одредени избирачки места се гласаше на секои 4 секунди. Отворено се сомневаме дека институциите кои се политички притиснати, уценети и нагазени од криминалниот картел ќе му помогнат на Заев и ќе замижат пред криминалите. И има основа за таков сомнеш и има материјални докази за таков сомнеш. Тоа е содржината на поднесените кривични пријави до јавното обвинителство на Република Македонија токму за нарушен избирачки процес. Поднесени се кривични пријави против над 200 членови на избирачки одбори за брзи прсти и гласање за 4, 5, 9, 12, 14 секунди во зависност од избирачкото место. Поднесени се и кривични за изборен подкуп и за повик за подкуп среде референдумска кампања и за цела низа други кривични пријави за кои што нема никаков глас дека се процесуираат во јавното обвинителство. И поинаку не може да биде и не може да се нема сомнеш дека се подготвува истото сценарио. Во вакви услови не може да се одржат фер и демократски, кредибилни избори. Поинаку и не може да се протолкува молкот од страна на јавниот обвинител, кој со месеци не одговара и не постапува по кривичните пријави поднесени од страна на ВМРО ДПМНЕ. И повторно го прашуваме републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески, кого крие и кого штити и зошто не постапува во врска со изборниот грабеж. Дали причината за молкот е непријатна содржина на нелегално снимените разговори помеѓу обвинителите кои што се под негова команда. Зошто и оваа истрага тапка во место и никој не знае кои обвинители се снимени и што се содржат нивните разговори. Кој ги има овие разговори? Кој ги преслушал овие разговори и дали во нив има индиции за криминал или интимни содржини со кои што обвинителите можат да бидат уценувани. Време е јавниот обвинител да излезе од шинелот на Зоран Заев и да почне да постапува согласно заклетвата која што е дал. Јовески со непостапување ја злоупотребува должноста, што е казниво дело. Уште пострашно е што со непостапување фрла сенка кон престојниот изборен процес. Ви благодарам.